Moj život, moja sudba, moj dom. Kako bilo ovo Skopje pred 100 godini? Во далечната 1924 година и покрај тоа што почнала употребата на автомобилите, пајтоните сепак биле главно превозно средство во Скопје. Најраспространетото и најстаро превозно средство бил пајтонот. Пајтони тогаш се увезувале од Виена, но биле правени и во Битола и во Скопје. Тие обично ги влечеле пар коњи, но имало и пајтони со по еден коњ, а биле отворени или затворени во зависност од временските услови. Во Скопје имало повеќе станици каде што стоеле пајтонџиите, кои служеле како јавен превоз, и тоа кај железничката станица, на улицата престолонаследник Петар, на улицата Кнез Арсен до самиот плоштад, кај државната болница, од двете страни на железниот мост, генерал Бојовиќ кај кеот Александар Крал, кај железничкиот мост, во улица Немањичка на кеот 13. октомври кај споменикот на паднатите борци, кај воената болница и на Битпазар на улицата Кралевиќ Марко. Во Скопје постоело издружение на пајтонџиите, кое броело околу 500 членови, кои вршеле превоз на патници во градот и надвор од Скопје. Канцеларијата на Сдруженијето на скопските пајтонџии, арабаџии и амали се наоѓала во зградата на салонот Мацура. Прв секретар бил Коце Кратовалиев, или познат како Кратовалијата, а на крајот Страхил Титизов. Сдруженијето имало и своја црковна слава на денот на Свети Теодор, веднаш по порочка. Тоа бил празник на коњите. На тој ден коњите не се изведувале од шталите, дури не ги ни впрегнувале, а газдите, пајтонџиите, редовно оделе во црква, а потоа прославувале во кафејана. Пајтонџиите биле и од муслиманска и од христијанска вероисповед. Еден од најпознатите пајтонџии во Скопје бил Благоја Дворски од Маџирмаало. Потоа како пајтонџија работел и Димче Попанков, а едни од собствениците на пајтон за собствени потреби била фамилијата Настеви, познати скопски трговци. Пајтонџиите работеле во дневна и ноќна смена. Дневната смена била од 6 часот наутро до 20 часот, од април до октомври, а по октомври во текот на зимата од 7 до 18 часот. Ноќната служба траела до полноќ, односно до 24 часа, и била застапена со 4 пајтони. А по полноќ, до 4 часот наутро, дежурале 2 пајтона. Цените за возење, ако почетната постојка била кај железничката станица, се движеле различно, во зависност од тоа колку луѓе се возат и колкава е оддалеченоста до дестинацијата. Од логорот Крал Петар за 1 до 2 лица чинел 20 динари, за 3 до 4 25, до воената болница 15 динари, до аеродром 20 динари, до добиточниот пазар 20 динари и така натаму. Пајтонџиите имале обврска за задолжителна годишна регистрација и преглед. Регистрацијата и прегледот се вршеле пред зградата на втората полициска станица во Скопје, на улицата Венецот на Цар Душан, број 27. Една од честите дестинации на ноќните пајтонџии во Скопје во тоа време бил хотелот Москва. Тој ги собирал луѓето од средните социјални слоеви, главно службеници. Сепак тоа било препознатлива, боемска и уметничка средина. Таму се слушале и традиционални и популарни народни песни, а забележано е дека изведбата на песната "Ајде слушај, слушај, Калеш Бреањо" предизвикувала овации и воодушевувања кај странците. Во записите меѓу двете светски војни
možda da se sretnati vakvi zapišani preporaki za hotel od Moskva. Pejačkata Sofka vo Skopje vo kafeanata Moskva se vdalinski glas na popularna pejačka. Neziните вечери представуваат атракција за ноќниот живот во Скопје. Атмосферата боемска, а Совка е достојна на српска коштана. Во ресторанот тешко се доаѓало до место. Свирел оркестарот на популарниот Пајо, кој го сочинувале еден пијанист, еден челист и тројца виолинисти. Ете така било во Скопје пред 100 години. Moj život, moja sudba, moj dom.